Настава со физичко присуство бараат и наставниците и родителите од Иловица. Денес на мирен протест излегоа за да го искажат револтот кон надлежните кои не дозволуваат настава да се одвива во училишните простории, кои ги исполнувале сите услови за држање на физичка дистанца, како и посебни влезови излези. И кон тоа барање, ние како училиште приложивме одлука од Совет на родители, одлука од училишен одбор и мислење од наставнички совет. А согласно протоколот во меѓувреме, согласно протоколот за постапување, планот за организирање на настава и алгоритмите кои што беа пропишени од Министерството за образование и наука, ние ги направивме сите потребни подготовки кои што беа неопходни за да се отпочне, за да се создадат услови за една физичка настава на учениците. Во меѓувреме, два пати бевме, во два наврати бевме посетени од представници од Државниот просветен инспекторат, кои што исто така дадоа позитивно мислење во однос на подготвеноста на училиштето во врска организирање на настава со физичко присуство на учениците во училиштето. Имаме сите услуги на нашето школо. Школото е премногу големо, малку деца имаме. И сакаме, ако треба и два смена нек се прават, прва и втора смена. Може това да направи директорката и сите Министерството и се неке дојдат па да преверин, ама школото е преубава и големо е за нашите деца. Денес по втор пат протести во Моноспитово. Оттаму стојат на ставот дека училиштето е спремно да ги пушти сите ученици на настава, а истовремено да се одржува физичка дистанца како и почитување на останатите протоколи кои ги налага Комисијата за заразни болести. Нашите деца мислам дека се доволно безбедни во училиштето, бидејќи хигиената преовладува пред се, ред и дисциплина во секој поглед. Од страна на целиот колегиум, на директорката, тие се погрижија, значи, за сите тие работи да бидат безбедни. Инаку во основното училиште во Моноспитово наставата ја посетуваат 130 ученици од 1 до 9 оделение, а во Иловица 211 ученика.